Добар ден, почитувани, ја следите најновата тема Амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Што е тоа спортско срце? Дали исто што и проширено срце? Кога е тоа нормална адаптација, а кога прв знак за ризик? Како срцето кај луѓето што спортуваат изгледа на ехо? Дали мажите и жените реагираат различно на напор? Што се случува кога спортистот престанува да тренира и колку се важни редовните кардиолошки контроли? Каква е улогата на спортските часовници? Што значи безбеден тренинг кај младите лица во развој? Какви се опасностите од тренирањето со вирус или пак температура и од суплементи земени на своја рака? Имаме бројни прашања кои што денеска ќе ги упатиме на доктор Снежана Бонгард, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија. Останете на тема, а вклучете се со ваши прашања во програма. За спортското, односно атлетско срце во денешната тема Амбуланта зборуваме со доктор Снежана Бонгард, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добро ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Благодарам за поканата. Денеска ќе зборуваме за спортското, за атлетското срце. Сметам дека оваа тема е изузетно важна во денешнината и затоа одлучив за оваа тема да зборуваме, бидејќи се повеќе расте интересот за спорт кај сите луѓе. Расте интересот за спорт кај децата, родителите често пати сакаат веќе уште од мали години да ги форсираат децата кон спортска активност. Расте интересот кај рекреативците, кои што се повеќе наоѓаат време да одат во фитнес центрите и разни други типови на спортување, планинарење, пливање, веслање, велосипедизмот станува се повеќе актуелен и интересен и расте се повеќе интересот за професионално спортување, па дури и елитно спортување. Сето ова може да даде одредени последици на срцето кое што особено не е спремно или не е адаптирано на спортскиот напор и заради тоа лично сметав дека малку треба да ја актуализираме оваа тема. Особено и дека физичката активност многу често се препорачува како превенција за бројни заболувања и затоа сега сите тежнеме кон тоа да бидеме што по-физички активни и треба да се знае сето ова. Епа што представува спортско, односно атлетско срце? Дали е тоа исто што и проширено срце? Се работи ли за адаптација или пак за некаква болест? Значи, срцето трпи промени при спортување, особено при изразено рекреативно и при професионално или елитно спортување, кои што промени се адаптација на срцето на напор. Атлетско срце или спортско срце не представува болест, тоа представува една состојба која што има при која што срцето има известни карактеристики и кои што ги означуваме како спортско срце. За да објаснам на гледачите едноставно што значи тоа, би сакала само на кратко да го прикажам патофизиолошкиот механизам зошто настанува промени на срцето во смисол на спортско срце. Имено, ако срцето работи со 6 литри во минута за да обезбеди доволен проток на крв во целиот организам, на спортистот му се потребни 5 до 6 пати повеќе крв за да постигне спортски ефекти. Тоа значи дека срцето би требало да работи со 30 литри во минута кај еден професионален спортист. За да срцето може да прими 30 литри во минута, значи мора да се дилатира, мора да се прошири. Не е исто дали ќе прими 6 или 36 литри во една минута. И тоа е еден адаптативен механизам. Понатаму, за да може да ги исфрли тие 30 литри во минута, потребно е да добие мускулна снага, како што мускулот треба да се задебели за да може да издржи спорт, така и срцевиот мускул треба да се задебели за да може да го исфрли соодветната количина на крв во периферијата. И трет механизам што се случува е за да сето ова може, да може срце да се наполни
соодветно он треба да намали срцевата фреквенција, односно да работи поспоро. Пулсот да биде забавен. Овие три механизми се основни адаптабилни механизми на организмот кај луѓе кои што се занимаваат со рекреативен па и професионален спорт. Меѓутоа, секогаш само кардиологот е способен да разграничи кога е границата помеѓу адаптирано срце на напор и неадаптирано срце на напор. Така, кога го гледате срцето на ехо, спортското срце е зголемено, предпоставувам. Спортското срце е зголемено. И па си ги имали некои критериуми според кои што правите? Значи, разлика дали е спортско срце, адаптација или пак сепак е болест, патологија? Значи, основно е дека спортското срце е зголемено, хипертрофирано и работи поспоро. Но дали ова представува адаптација или неадаптација, може да се процени со современите кардиолошки методики, како што е, например, ехокардиографијата, стрейн ехокардиографија, каде што се проценува деформацијата на миоцитот или растегливоста на мускулната клетка, растегливоста на мускулот, просто кажано, срцевиот мускул. Оваа растегливост секогаш треба да биде нормална или наднормална кај спортисти. За разлика од хипертрофична или дилатациона кардиомиопатија, кога зборуваме за болест, растегливоста на срцевиот мускул е намалена. Значи, една бројка од минус 18 до минус 22 на стрейн ехо би кажала дека срцето има нормален стрейн и дека е адаптирано на напор. Така, значи има одредени критериуми кои што укажуваат на тоа. Апсолутно. А дали женското срце реагира поинаку на напор во споредба со машкото срце? Жените имаат голема среќа да имаат естрогени хормони кои што ги штитат од кардиоваскуларна болест, па така ги штитат малку и од оваа адаптација да полесно се одвива кај или поблаго се одвива кај жените, а тоа значи жените прво пред се имаат помало срце од мажите, нели, на мажите се крупни, жените се поситни, тоа нели под наводници, но сепак женското помало срце кога се адаптира на напор, самата хипертрофија е помалку изразена, самата дилатација е помалку изразена и самата брадикардија е помалку изразена. Значи има една поголема резерва женското срце за спортско срце за разлика од машкото. Колку би бил нормален пулс кај спортист кој што професионално се занимава со спорт или пак рекреативно? И кај рекреативните и кај професионалните спортисти, особено кај рекреативните кои што спортуваат повеќе од 4 часа во неделата, а професионални кои што нели тие секојдневно спортуваат, ама да земеме повеќе од 6 часа во неделата, срцето се адаптира со намалување на срцевата фреквенција, која што може да изнесува од 40 до 60 во минута, но може во ноќно време да паѓа и дури до 35, што се зема како нормална, да ја речам, вредност на срцевиот ритам, а во текот на денот може да оди од 60 до 100 во минута, да не надмине 100. Ваква адаптација објаснив зошто е потребна и не значи болест. Но, доколку спортистот, рекреативец или професионален спортист во текот на изведување на тренинг или во текот на надпреварот добие лесна вртоглавица, повеќе замор, понатаму дури и колапс на терен, тогаш треба апсолутно да се направи сериозна проценка на кардиоваскуларниот систем за една состојба на неадаптирано срце на напор. А што се случува со спортското срце, односно со срцето на спортистот, кога ќе престанат тренинзите, ќе се врати во нормала? Ова е многу важно прашање, кое што мислам дека недоволно го знаат луѓето, спортистите и барем оние со кои јас сум била во контакт, пациенти или луѓе за превентивни прегледи. Често доаѓаат да ми кажат, па знаете што, јас имам проширено срце, имам задебелено срце, порано сум бил спортист и ова ми е последица. Значи, тоа е апсолутна грешка. Спортското срце не остава последици, односно со детренинг, а тоа значи прекинување на спортот во период од 1 до 3 месеци, најреално 3 месеци, сите параметри на спортско срце се враќаат во нормала. Односно, спортистот, срцето на спортистот почнува да работи во нормални хемодинамски услови без спорт. И хипертрофијата се враќа назад, и дилатацијата се враќа назад, и брадикардијата се претвара во еден нормален срцев ритам.
Така да кај спортисти, кај што никаде што ние ќе откриеме дека нешто не е во ред, а мислам дека ќе зборуваме во текот на оваа емисија на кој начин тоа би го направиле, секогаш препорачуваме декаденција, односно прекин на спортот. Меѓутоа, многу е голема грешка кога несоодветни доктори ќе речат прекин на професионален спорт, бидејќи тоа не значи тоа. Појава на мал проблем или мал за спортистот и за тренерот, а можеби и поинаков, таа промена ја проценува кардиологот кој што се занимава со спортистот и одредува прво детренинг, прекинување на спортот во рок од 1 до 3 месеци. Веќе по првиот месец би требало промените да се вратат на нормала. Ако до третиот месец не се вратат, тогаш треба да се бара причина за тоа. Обично, пред да се започне повторно спортување по 3 месеци од период на детренинг, потребна е повторно целосна кардиоевалуација за спортистот за тоа дали и колку може да спортува повторно. Важни се кардиолошките прегледи кај спортистите, веќе тоа ни стана јасно, но дали сте имале некој спортист кој што не чувствувал никакви симптоми, а сепак имал некое скриено здравствено срцево заболување за кое што не бил свесен? Се до прегледот. Да, ова е многу важно прашање исто така, бидејќи 80% од пациентите кои што имаат откриено одредена болест во текот на кардиоваскуларниот преглед се асимптоматски. Немаат никаков симптом. Првиот симптом е колапс на терен, вртоглавица, аритмија, замор, предвремен замор и состојба која што бара кардиопроценка. Значи, јас сум имала случаи многу повеќе од колку што може народот воопшто да замисли. За млади луѓе кои што, ево, дури скоро имав едно младо момче кое што сакаше да премине од джуниор во сениор тип на спортување и кај нив се обавезни кардиоваскуларните прегледи пред да премине од една во друга категорија на спорт, заради возраста, нели, и желбата, интересот и така натаму, кој што разви еден сериозен проблем кој што понатаму бараше многу подетална евалуација. Исто така сум имала сега скоро една млада девојка која што 13 години имаше и бараше да премине во професионален спорт одбојка, каде што докторот кој што работел спортска медицина само видел промени на ЕКГ. Тие промени на ЕКГ кај мене алудираа на беше, нели, дојдена до кај мене и тие алудираа на потреба од едно комплетно испитување на детето, кај што откривме тумор во мозокот на хипофизата и брзо тоа го решивме и детето сега продолжи да спортува, но повеќе рекреативно отколку професионално, додека не се стабилизираат сите работи. Така, значи многу се важни овие прегледи, а кога веќе станува збор за децата, како родителите да знаат дали нивното дете можеби е преоптоварено на тренинзите? Што значи напорен тренинг за дете во развој? Јас веќе баба, меѓутоа родителите сакаме децата да спортуваат. Децата кога ќе проодат сака да трчаат, нели, сака нешто спорт и сите ние сметаме дека ако детето рано го пратиме на пливање, ако рано го пратиме на, не знам, кросфит вежби или на тајкондо и многу други, нели, дека тоа дете ќе се развива подобро физички, ќе се развива подобро умствено, ќе се развива повеќе интелектуално и така натаму. Меѓутоа, треба да знаеме дека за се има свое време. Малите деца до 5 годишна возраст во принцип треба да имаат еден спорт кој што е игра, кој што им чини задоволство. И кој што не треба да е претеран, тогаш кога детето ќе се замори, треба да се прекине. Односно, треба да се продолжи со пишување домашни. Децата негде од 5 до 12 годишна возраст можат да започнат со некој тип на спортска активност, меѓутоа секогаш со тренинг кој што има искуство во работа со деца. Овие деца секогаш треба да имаат една пауза од спортување за 1, 2 или 3 дена во неделата. Самите вежби и тренинзи не смее да се предолги, значи половина час за нив е сосема доволно.
и треба сето тоа пак некако низ вежба, низ игра, низ веселба да се одвива. Децата можат веќе со професионален спорт да се занимаваат од својата 12 годишна возраст до 18 години се джуниори, но пред да започне детето спорт, потребно да има сериозна кардиоваскуларна проценка, која што вклучува покрај еден кардиолошки преглед со ЕКГ, вклучува правење на ехокардиографски преглед со стрейна ехокардиографија и ергоспирометрија, која што представува еден од клучните прегледи за спортистите. Значи, веќе од 12 годишна возраст ергоспирометрија можеме да направиме и би ја повторувале во принцип секоја година кај младите и кај професионалните спортисти, а се со цел да избегнеме појава на ризици во текот на надпреварот или на тренингот. Хајде да ги појасниме овие прегледи. Значи, зборувате за стрейн ехо. Што е тоа? Значи, форма на ехо прегледен? Да започнеме од тука. Да, малку почнав предходно. Значи, стрейна ехокардиографијата е современа или адванс техника на ехокардиографски прегледи, која што за жал не е достапна насекаде во Македонија. Дури мислам дека има доволно апарати, но не знам дали има доволно стручњаци кои што можат таа проценка да ја направат, но сепак во Скопје, во скопските поголеми клиники секаде е достапна. Стрейна ехокардиографијата овозможува проценка, значи основно е дека нашето срце кое што е дилатирано или хипертрофирано и навидум нормално работи. Ние наобично ехо гледаме дека се е во ред, но дали навистина се е во ред, стрейна ехото ќе ни покаже, односно дали растигливоста на миокардната клетка во неговата лонгитудинална функција е нормална. И да речеме наједноставен параметар кој што го одредуваме е глобалниот лонгитудинален стрейн, но постојат и доста други варијации кои што се употребуваат, радијален, циркумференцијален и други типови на стрейнови исто соодноси кои што се можеби и потребни за професионалните, особено за елитните спортисти. Но стрейн ехото е основно за да ни разграничи дали пупната способност на срцето е нормална. Иако е од минус 18 до минус 22 и е во граници на нормала, тогаш сме безбедни. Она што од апаратура е важно, тоа е ергоспирометријата. За жал, ова што го гледаме на телевизија не е ергоспирометрија, тоа е само ергометрија, без оној вториот дел спирометрија. Стрес тест всушност? Ова е обичен стрес тест, да. Ергоспирометрија представува еден тест при кој што се прегледува респираторната функција, значи ставена е маска за следење на респираторните параметри или функцијата на белите дробови. Понатаму овие екагиња тука на напор ја следат ергометријата, дали е на напор ќе се појават промени на ритамот, притисокот како се одвива ритамот, дали ќе се појават аритми и така натаму. И со тек на една долга вежба, која што е адаптирана за спортисти, значи не можеме со обичен протокол да работиме срцева слабост, здрав пациент, здраво лице, рекреативец и професионален спортист, значи за професионалните спортисти ќе биде различно. Постојат програми кои што се долги, до 7 нивоа и дури до 20 минути, значи тој стрес тест кој што за обичен преглед изнесува 5 до 10 минути, 7 до 10 минути да ставам, за спортист би изнесувал до 20 минути, значи имаме 7 програми. Затоа што срцето кое што базично работи споро, за да ја постигне својата максимална теоретска фреквенција, потребно му е долг физички напор и затоа тој може да издржи, нели, такви типови на спортови. Ергоспирометријата, значи, е real time, е едно испитување кое што не лаже. Основно е дека не лаже, значи не се базира на субјективен момент, туку се базира на објективни параметри. За жал во Македонија само во Жан Митрев клиники имаме ергоспирометар за сега и мислам дека тука е единствено место кај што можеме едно целисходно испитување, кардиореспираторно испитување на спортистите да направиме. За стрейна ехокардиографија да не зборувам, тоа повеќе клиники го имаат како можност, но ергоспирометрија за сега имаме само ние. Со ергоспирометријата се одредува максималната потрошувачка на кислород на напор. Понатаму за спортистот можеме да ги одредиме праговите за премин од аеробно кон анаеробно дишење, првиот лактатен и вториот лактатен праг. Можеме да одредиме и
максималниот напор што самиот спортист може да го издржи. Значи, ние директно на лентата ќе видиме дека тој веќе не може да ја следи трагата, односно имаме пад на каденцата, што представува еден индикатор за прекин на спортот. Индикатор за прекин на спортот ќе ни биде и пад на кислородната сатурација, која што исто така ќе ја видиме со обичен ергометар, тоа не можеме да го процениме, туку само со ергоспирометар. Понатаму можеме да видиме и многу други параметри кои што да не зборувам за аритми, за пад, нагло качување на притисокот над нормала, па негов нагол пад несоодветен, промени на ритам на голем срцев напор и на крајот ќе добиеме ние за тој индивидуален спортист која е максималната пулс, на максималниот пулс што може безбедно да го има, без да има никаков проблем во текот на својот тренинг или надпревар. На тој начин ние со ергоспирометријата кај спортистите може да направиме пулс тренинг зони за индивидуално, за самиот одреден спортист, не за група или за група типов на спортови или за група на спортисти, туку индивидуално за секој спортист. Така, например, ако максимален, да речеме, максимален пулс за еден рекреативец изнесува 140 во минута, обично тој користи масти за потрошување и за добивање на кислород и кај него ќе речеме можеш 2 сата да трчаш, немаш проблем. Меѓутоа за еден спортист кој што има 190 во минута пулс, кој што може да го издржи без никаков проблем, кај него тренинг зоната ќе биде 10 минути, особено ако е спринтер, например. Тоа се спортови со изразито голема потреба од сила и издржливост и кај него тој тренинг од 10 минути може да се повтори, но по одредена пауза. Така да ние кардиолозите можеме за спортистот да го одредиме тренинг зоната и да кажеме точно колку за тој конкретен индивидуален спорт и за тој конкретен индивидуален спортист може да траат тренинзите. И тоа е многу битно за тренерите да имаат здрав спортист, за спортистот да има здраво срце и да бидат сите во една безбедна категорија, без да се плашат од ризик, било каков тип на ризик во тек на тренингот или на надпреварот. Јас уште малку, ако можам да земам време за ергоспирометријата, зашто сметам дека е изразито важна да ја разбуди малку македонската спортска федерација и клубови, и фитнес клубови и така натаму. Сакам уште само да кажам дека ергоспирометријата е за прв пат, да речеме, како спироергометрија воведена уште во 1930-29 година од еден германски научник. 45 година веќе како ергоспирометрија почнува да се воведува за прегледи кај пациенти со срцева слабост, меѓутоа од 70-тите години па навака експлозивно се шири за употреба на сите спортисти во светот. Се процени и се докажа дека доколку спортската федерација, да речеме во студиите се покажа дека ако имаме 2,1 промил појава на спортски инциденти во текот на спортувањето, дека само со примена на ергоспирометријата истите се намалуваат на 0,9 промили, што значи дека имаме за 57% намалување. Тоа е огромна бројка. Ако ја вклучиме и стрейнехокардиографијата, која што пак во испитувањата е воведена нешто подоцна од 90-тите години па навака, во тој случај до 100% имаме сигурност за избегнување на ризик од проблем Ќе можеме да и спортисти како ќе се срушат на теренот, па има и дури ненадејна смрт. Дури има ненадејна смрт, особено кај спортисти кои што не се проценети пред да влезат во смрт, пред да влезат во спорт. Ненадејната смрт е честа, мислам, тоа се ретки состојби, но се почести кај спортистите кои што не се кардиоваскуларно соодветно евалуирани и кај кои што не е добиена проценка за можност да влезат во спорт, бидејќи постојат известни срцеви заболувања при кои што се забранува спортот, например мал атриален септален дефект, мал вентрикуларен септален дефект, се состојби кои што кај новороденчето во известни ситуации може да бидат пропуштени. Понатаму Волф-Паркинсон-Вајт синдромот, Бругада
влада синдромот, аритмогена десна вентрикуларна кардиопатија, понатаму пореметувања на ритам кои што се поврзани и со други состојби, например бикуспидна аортна валвула, например вродена стеноза на аорталното устие, која што не е претходно проценета, се состојби кои што долго време се асимптоматски. Не даваат никаков проблем. Дури ни кај спортистот, дури ни кај детето кое што започнува со спорт долги години нема проблеми, туку еден ден ќе се појави малигната аритмија која што ќе заврши летално на терен. Колку често треба да се прави ергоспирометрија кај спортистите? Значи, јас пак ќе кажам не само ергоспирометрија, туку еден кардиоваскуларен целосен преглед кој што вклучува кардиолошки преглед, ЕКГ во мир, стрејна ехокардиографија, ергоспирометрија и спортска лабораторија. Е она што како пакет го нудиме во Жан Митрев клини за една целосна, прецизна евалуација на секој спортист. Значи спортска кардиолошка евалуација. Спортска кардиолошка евалуација, токму така. Секогаш треба да се направи пред да се започне со професионален спортист, понатаму пред да се, кога се преминува од джуниор кон сениор спорт, при секој професионален спортист и елитен спортист. Кај сите овие еднаш годишно е основно да се прават евалуации. Но, кај оние спортисти кои што во текот на спортот покажале извесен ризик, потребно и 2 пати годишно да се прават овие комплетни испитувања. Прашањето е рекреативните спортисти. Само да ги поканим и гледачите да се вклучат во програма. Почитувани, добре дојдени си вашите прашања. Ајде за рекреативните спортисти, колку пати тие често треба да прават вакви? Значи, рекреативните спортисти ги ставаме во групата на спортисти. И тие пред да почнат да се занимаваат со спорт, рекреативен спорт кој што се однесува на велосипедизам, нели многу е веќе актуелен. Популарен. Планинарење водно, ние тука сите го сакаме. Понатаму кросфит доста. Кросфит веќе започнува, тоа е изузетно тежок спорт и сериозен. Џогираат многу. Многу џогираат, многу одат во фитнес центри, во фитнес клубови, дигаат тегови, вежбаат, сакаат да се мускулираат, да изгледаат убаво и така натаму. Значи сите тие треба да направат еден кардиопреглед пред да почнат со спортот. Понатаму со овие параметри кои што претходно ги кажав. Понатаму треба да прават еднаш годишно и особено е важно за сите лица кои што имаат над 35 годишна возраст. Зошто главното прашање? И дали се тој мажи и жени на 35 години? Да, и за мажи и за жени. Бидејќи рекреативците често имаат и ризик фактори за кардиоваскуларна болест. Ако спортистот започнал од джуниор спорт, тој не пуши, не пие, пази ова, пази она, може би зима стимуланси, па и за тоа треба да позборуваме. Но, да речеме, има еден релативно здрав живот, под контрола е исхраната, под контрола е употребата на јаглени хидрати, масти и протеини, додека рекреативниот спортист не е баш така, знаат и да пушат и да пијат, па гезмиња да прават и така натаму, па да речат супер сум, нема проблем, ќе се качам на водно, ќе потрошам сега енергијата тоа што го изедов и на водно ќе колабираат. Сум имала можност тоа да го видам. Јас одам на водно неколку пати во неделата до средноводно, а до врвот одам секогаш еднаш најмалку неделно во зависност се разбира од временските услови. Така да сум имала можност и да видам како рекреативците некогаш прават проблеми. Така да за нив е исто така обавезно, прво, значи, како што кажав, заради кумулацијата на ризик факторите, може би имаат фамилна анамнеза за кардиоваскуларна болест, таткото починал од инфаркт, има стентови, бајпас, не знаеме дали и тој не носи нешто во себе. И за да се открие некоја подлежечка состојба која што не е индицирана за да се прави професионал, односно да се прави поинтензивен во овој случај би рекла спорт. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Би сакал да прашам докторката дали со упут треба до Жан Митрев или без упут да се направи една кардиолошка анализа и колку би коштала таа. Пример, и дали може во таа да се испита дали има тромбови или стеноза некаде на вените. Така. Дали е потребен упат за да се обратат во Жан Митрев на преглед? Не. Не е потребно. Не, упат не е потребен, треба само да се јавите во Жан Митрев на преглед, да побарате спортско испитување, нели, тоа е еден пакет.
а цените не ги знам на вистина. Така, и дали кардиолошкиот преглед би опфатил и присуство на тромби, беше прашањето, бидејќи споменавте лабораторија некаква дека има? Да, во лабораторијата барање на тромби нема да има, значи ќе има барање на воспалителни маркери. Нашите спортисти знаеме, не нашите, сите спортисти знаеме дека често пати спортуваат и на лоши временски услови, ако е тоа фудбал или некој друг спорт, кога врне снег, дува ветер или што ја знам, и се тие често пати подложни на едно воспаление, на една грипозна состојба, инфлуенца. Често пати може да имаме тука и некој коксаки вирус кој што знае срцето да го зафати. Така да воспалителните маркери пред се ги испитуваме и го правиме проценка на воспалителна состојба на срцето, односно дали постои миокардитис или не, и доколку има потреба, ако стренехото покаже нешто што не е во ред, во тој случај магнетна резонанца на срце ни представува еден метод на избор за да процениме каква е структурата на мускулот на срцевиот мускул. Ајде уште едно прашање од гледач во продолжение на денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Слушнав дека зборувате, докторка има поздрав до неа за проширено срце. Мене во 2021, кога беше тоа короната, после корона, те што имат проблем со белите дробови и кога без кај пулмолог ми вика, срцето ти е многу проширено. Дури вика избуткани се ребрата, срцето е испаднато. Ме прати на кардиологија у Скопје бев, таму ме бушеа, тоа ништо не ми најде. Ја и кажувам нејзе дека проширено срце имам. Она ништо не ми одговори и од тогаш наваки лекарства ништо не примам. А знам дека имам проширено. Значи имате проширено срце, но тоа не е поврзано со спортска активност. Какви прегледи би требало да се направат кај проширено срце без спортска активност? Веќе тоа е патологија. И без тегоби. И без тегоби. Да, прашањето е зошто вашето срце е проширено, дали имате некој тип на дилатациона кардиопатија која што е скриена и асимптоматска до извесен период од животот, кога еден ден ќе стане симптоматска, се разбира. Или дали има некоја друга причина која што довела до дилатација на срцето, дали имаме залисточна болест, дали имаме исхемија на срцето, дали имаме запушени крвни садови и така натаму. Сето тоа е работа на кардиологот, треба да се јавите на еден основен кардиолошки преглед кој што понатаму ќе ви даде одговор на прашањето. Уште еден гледач, добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Да ме поздравам. Ви благодарам. Поздрав до докторката. Ви благодарам, само ќе ве замолам да го намалите тонот на вашиот ТВ приемник, за да можете нормално да разговарате со нас во студиото. Видите, јас сум на возраст од 72 години, бев атлетичен маратонец. И сега, во задно време, имам некоја така, као да ви кажам, малце се осеќам непријатно, отидов на кардиолог и ми најдоа проширена оста, а ја им кажам дека сум спортиста. И ми дадоа, преде ми се оде редовно на контрола, ми дадоа би пресопиев. Сега, кога отидов на контрола, ми викаа дека имаш проширена оста, а после вториот пат ми вика си во нормала. А ми вика да не сум теретом, али ја не осеќам некој тегоби, не осеќам некоја болка или нешто замор. А ми вика дека не смем да продолжам со физичка активност, без разлика на годините. Така, дека треба да ви ограничија физичката активност. Така, го разбравме вашето прашање, што понатаму, значи 72 години има гледачот што се вклучил програма, бил спортски активен, атлетичар и сега му утврдиле дека има проширена аорта. Му ја ограничиле спортската активност, бара совет што понатаму. Да, добро, значи треба да знам кој дел од аортата е проширен, дали асцендентен, теоракален, абдоминален, значи претпоставам абдоминалниот дел на аортата е проширен. Ако е пациентот асимптоматски, јас сигурно ќе му препорачам малку да спортува. Би направила една комплетна евалуација на неговото срце, дали да речеме тој спорт бил адаптиран на напор или не бил адаптиран, па дал некои последици така натаму. Со комплементарни испитувања, ергоспирометрија овде секако би направила истренехо. Ќе видам каква е неговата белодробна функција, каква е неговата мускулна снага, нели? Дали е фит и на 72 годишна возраст, што сметам дека би требало. Понатаму... Телефонот ќе го... Секогаш звона телефоните. Мислам дека го исклучив, се извинувам.
Добро. Значи еден комплетен Да, преглед би требало да се мора направи. да има комплетен кардиолошки преглед за да може тоа да се каже. Во принцип не би го исклучила од сосема од спорт господинот. Ајде ќе вклучиме уште еден гледач и воедно тоа ќе биде последното вклучување на гледачи во денешната емисија, бидејќи имам уште навистина многу работи што треба да ги разјасниме. Добар ден. Добар ден, јас дедо Томе су 97 години и сега се враќам од Славија игралиштено. Сакам да се јавам. Браво. Така? Да. Значи вие и на таа возраст се уште сте Сега физички се вратим активен. и то во дојдов се вратим. Сакам да се јавам луѓе а јас сум во железара работев со бронхит, со ова, со она, во Љубаништа живеев, цел живот планинарам, до матка су одел, со дете нарамо, 97 години имам. И то болен бев со бронхит, ево уште сум жив. Секоја чест. Ви благодарам што се јавивте во програма и што го споделивте вашето животно искуство со физичката активност, очигледно дека тој многу важно за здравието. Браво. Да. И на мотивацијата, така? Да, јас наводно среќавам многу возрастни луѓе кои што одат до врв наводно, па дури видов неколку во последно време кои што одат и до матка надолу, што воопшто не е лесна да речеме патека, бидејќи има многу камења, па може да се лизга и така натаму. И се воодушевам на тие луѓе. На скијачките стази гледам во Европа луѓе од 85 години кои што скијаат без проблем и тоа е браво. Господинот, што можам друго да кажам, му треба една кардиоевалуација за да видиме до каде, но секако колку може да спортува, нека го прави тоа. Има ли одредени спортови кои што носат поголем кардиоваскуларен ризик пред се за децата? Постојат различни типови на спортови. Значи, тука веќе навлегуваме во нова тема, тоа е тип на спорт. Има многу поделби, меѓутоа да речеме три се основни, за кои би требало неколку зборови да се кажат. Тоа се динамичните спортови, како што е трчање, пливање, веслање, велосипедизам и тој тип. Понатаму имаме статични спортови, како што се боксот, со дигање тегови, тој тип на изотонични спортови. И постојат мешани спортови каде што е кросфитот и кој што станува доста популарен, ама за мене е сепак доста Таму треба многу предпазливо. Спорт, да. Како да е, срцето трпи различни промени при различен тип на спорт. Например, кај овие индюранс спортови кои што се од првиот тип динамични спортови, имаме една ексцентрична хипертрофија се јавува на срцевиот мускул, се јавува дилатација и се јавува секако брадикардија, но типот на хипертрофијата може да наликува некогаш и на некоја патолошка состојба, заради тоа тука стренехото веднаш ќе ни помогне дали е рамномерна таа да речам растегливост на мускулните клетки или не, па дури и на навидум една хипертрофија која што е ексцентрична. Понатаму од овие спортови кои што се и тие овие динамичните спортови често даваат и апикална хипертрофија. Апикална хипертрофија на врвот на срцето е карактеристика и за извесен тип на хипертрофична кардиопатија од апикален тип и често може да се помеша и да се рече стоп тренинг, не треба понатаму. Меѓутоа пак стренехокардиографијата овде ќе ни помогне и ќе ни каже дека всушност и микрофункцијата на срцето е нормална. Понатаму овие типот на спортови што се со силовити спортови, статични спортови, тие прават концентрична хипертрофија. И тука срцето може да задебели повеќе од нормално. Кај нив дилатацијата може да не е толку изразена, односно да имаме помало срце, но поголема хипертрофија. Но сепак постојат критериуми, кардиолошки критериуми, за тоа доколку е дозволено дебелината да биде прифатена како спортско срце, а која граница на дебелина на мускулот ја надминува нормалната граница на адаптирано срце на напор и влегува во категоријата на хипертрофична кардиомиопатија, која што веќе е еден ентитет посебен во кој треба сериозно да се размисли дали спортистот ќе продолжи или не. И оние кросфит спортови кои што се многу актуелни за мали деца, гледам и низ Скопје веќе отвараат некој таков тип на игротеки со кросфит спортови, се убави, се до тогаш додека се игра за децата.
и додека они прават спорт кој што го издржуваат, нели? Меѓутоа, кога детето ќе видиме дека е уморно, дека почнува да не е заинтересирано да оди на спорт, ќе видиме дека повеќе сака да спие отколку да спортува, или пак има недоволно сон во текот на ноќта, значи се буди дете треба да спие од 8 до 10 часа најмалку, значи оно не спие континуирано, а спие повеќе преку ден, детето почнува да станува вознемирено, незаинтересирано за работата во училиште. Значи, тоа е еден основниот параметар што родителот мора да го препознае, дека детето им станува незаинтересирано. Во овие случаи можеби детето е претренирано или префорсирано, дали од страна на родители, од страна на тренерот или неадекватно се води тој тренинг, треба убаво да се направи една сериозна проценка да се види докаде сме. Опасно ли е ако спортистот или пак оној што рекреативно спортува, ги изведува вежбите додека има некоја вирусна настинка или покачена температура? Вака, значи, покачена телесна температура над 37,5 значи стоп спорт. Стоп спорт, одмор. Бидејќи срцето пред се е оптоварено заради самиот спорт. Самиот спорт е голем стрес за срцето, затоа постојат овие адаптациони механизми. Понатаму психички спортистот е оптоварен дека леле морам сега јас тоа како имам само температура ќе лупнам 5 парацетамол и ќе се избањам со ладна вода и ќе одам на спортист. Тоа е додатен стрес за него и третиот стрес е вирусната инфекција, така да сето тоа може да даде една катастрофална состојба со појава на еден кардиоинцидент во текот на спортот или во текот на надпреварот. Значи не. А што велите за паметните часовници и спортските часовници кои што ги мерат функциите на срцето? Дали тие можат да препознат некој ризик фактор додека се тренира? Да, тие стануваат се веќе многу се популарни, затоа ве прашувам. Со оваков тип на гаджети, да ги речам, е пренатрупана и кај рекреативци, и кај здрави луѓе, и кај спортисти особено. Значи, таквите часовници можат да одредат одредени состојби на забрзан пулс, на аритмија, на вариабилност на срцевата фреквенција или heart rate variability. Понатаму можат дури некои посовремени кардиочасовници можат да дадат и колкава е потрошувачката на кислород на напор, но ниту еден од овие гаджети, јас ги крстам, не знам во литературата таму како ги не може да даде одговор со диагноза. Значи не може да даде диагноза. Може да даде појава на одреден знак. Да се предупредување некој. Знак. Тоа е тоа. Дали ке тој знак е присутен во одмор, во тек на тренинг или во тек на надпревар, сам може да види спортистот или ако биде мониториран од страна на одредена кардиоекипа и така натаму, знак, но не диагноза. Заради тоа секој знак е важен, бидејќи може да укаже на постоењето на ризик и да го спаси животот. А што е со употребата на стимуланси? Сега влагаме веќе во она што е опасно. Да. Или пак некои суплементи на своја рака. Да. Имаме многу малку време до крајот на емисијата. Суплементите на своја рака можеби малку не е толку страшно, но треба да знаат кои. Треба да разберат дека она што му фали на организмот треба да се надополни. Во текот на спортот многу се трошат електролити, бидејќи се потат спортистите, така да натриум, калиум, магнезиум, омега-3 се исто така добри суплементи за кардиоваскуларното здравје кај спортистите и немаат некое големо ограничување. Тие субстанци, тоа е опасно, бидејќи во почетокот тие даваат поголеми функционални параметри кај спортистот, но потоа, особено, јас читав кои се тие, меѓутоа, верувајте, ги има доста. Тие стимуланси потоа предизвикаат вознемиреност, агресивност, преголемо потење, губиток на електролити, понатаму замор, несоница,
и многу други состојби кои што веќе ќе дадат лош резултат во текот на спортувањето. И да заокружиме на самиот крај на денешната емисија, сите спортисти, оние кои што рекреативно се занимаваат со спорт, да внимаваат на своето здравје, родителите исто да не ги префорсираат децата, но и спортските клубови и федерации исто така треба бидат активно вклучени во следењето на здравјето на спортистите. Да, тоа сакав, можеби заборавивме да кажеме дека во Македонија практично не постои еден регистар за кардиоваскуларни инциденти во Македонија. Постоеа повеќе желби и намери и волја, меѓутоа регистар сериозен не постои. Не постои една одлука од спортските федерации и клубови за вршење на кардиореспираторни прегледи, кардиолошки прегледи кај сите спортисти со одредени временски интервали. И на крајот, ево, ако многу малку време имам, сепак ќе кажам дека спортот е здравје, дека спортот треба да се практикува и дека тој представува голем капитал за спортските федерации и за луѓето, но само доколку срцето е здраво. Само доколку срцето е здраво и да се следат стандардите на Европа. Апсолутно. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта. Секогаш е задоволство да се разговара со вас. Ви благодарам. Почитувани, ова беше уште едно издание кое што го реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам што и денеска не следевте со внимание. Гледајте не секој работен ден. Пријатно.